На 17 и 18 јуни по четврти пат ќе се одржи планинско-езерскиот фестивал Охрид Галичица 2023 во организација на авантуристичкиот клуб Mountain Madness. Жанко Голабовски, поканувајќи ги сите љубители на природата да се приклучат, во разговор за Супер Радио ги кажа настаните што ќе бидат во склоп на фестивалот, како и целта што сака да се постигне со неговата организација. Голабовски, по четврти пат го организирате планинско-езерскиот фестивал Охрид Галичица 2023, што обединува многу авантура, планинарење, велосипедизам, логорување, забава и уживање. По што годинава фестивалот ќе се разликува од претходните? Ја користам ова прилика да ги поканам сите љубители на природата на фестивалот на планината и езерото, значи 17 и 18 јуни, не заборавајте, многу забава и интересни настани. Значи, фестивалот веќе четврта година со ред и имаме се повеќе и повеќе настани, значи еколошки акции, велосипедски тури, искачување на магаро и забава на плажа. Што е предноста ова година? Што секој учесник може да си одбери, не мора да е значи на сите тие настани, него може да си одбери кај што сака да учествува. Некој само може сакат на 17 попладнето во сабота да е дел од кампот од логорувањето, логорски оган, гитарче, музиче, мало мезе. Некој сака само да е на плажа на забавата, целен љубаништа во недела. Некој ќе комбинираат повеќе настани. Некој може само да се дојде во недела, стартот е во 8 часот од Липова Лиода, да учествува на искачувањето на магаро, па после да продолжи на забавата на плажа. Некој може со велосипед покрај езеро да повози, па да дојде горе на планина. Некој може да се приклучи на пријателите од Ресен, да извози низ Галичица и да дојде другиот ден да пешачи на магаро. Значи имаат повеќе настани, благодарност до сите волонтери што учествуваа на еколошките акции што ги имавме досега. Ке имаме во склоп на овој фестивал уште едно искачување, но тоа ќе биде есен на магаро и ќе се случи негде крајот на септември, почетокот на октомври. Зошто го избравте баш овој период за одржување на фестивалот? Баш датумот околу 20 јуни го имаме одбрано затоа што 21 јуни е ден на Охридското езеро и во соработка со Национален парк Галичица направивме на комбинација да биде тој викенд денот на магаро и да го посветиме ден на планината, ден на езерото, да видат нашите гости од странство имаме, исто така и туристи, дека во Охрид во еден ден може да бидеш на највисоката точка на магаро на 2255, а воедно после тоа и да си на плажа. Минатите години имавме доста голем број на учесници, лани имавме околу 600-650, годинава имат голем интерес, значи уште да ги поканам сите кои што сакат да учествуват, да биде дел од оваа манифестација и ви гарантирам одлично дружење. Имаме доста помагатели, имаме доста фирми, имаме доста луѓе кои го поддржуваат овој фестивал и стварно од се срце им благодариме, благодарност до општина Охрид, а вас уште ве поканувам, бидете дел од овој фестивал, убаво ќе си поминиме.